периодот од летниот распуст, дел од училиштата во Кочани го користат за реконструкција на санитарните јазди, а за што се обезбедени финансиски средства од Министерството за образование и наука. Со градежните работи што престојат во средното училиште Лјупчо Сантов, планирано е целосно да се замени водоводната и канализацијската мрежа, како и санитарните елементи, а да се постават и нови врати и прозорци. Со проектот е опфатена рехабилитација на санитарните јазди на приземјето на двата ката, како и во поткровието на училиштето и во училишната спортска сала, што е под надлежност на гимназијата. Училишните тоалети со години се во многу лоша состојба, поради што се очекува наскоро ваквата слика конечно да се смени. Поправката на тоалетите ќе опфати површина од околу 200 метри квадратни, а доаѓа по околу 2 децении, за што санитарната инспекција често укажуваше дека има потреба да се подобри состојбата, истакнуваат од Селното општинско училиште Лјупчо Сантов. Со оглед дека финансиските долгови на основните и средните училишта во општината се расчистени или се сведени на минимум, од општината пак додаваат дека тие имаат можност со поголеми сопствени средства да ги реновираат критичните делови од објектите. Дел од нив веќе имаат изработено и проекти со кои ќе се подобри енергетската ефикасност или ќе се решаваат други просторни приоритети. Во меѓувреме завршена е и рехабилитацијата на санитарните јазди во основните училишта Крсте Мисирков во Оризари и Никола Карев во Кочани. Во средното училиште Гошо Викентиев пак беше заменета столаријата на објектот, со што се очекува значително да се намали загубата на топлинска енергија. Со апликација што ја поднесе општина Кочани, во двете средни училишта се инсталирани фотонапонски модули, кои што веќе произведуваат електрична енергија.